Добро, обавезно да се почитуваат и да се придржуваме кон суннетот негов. Затоа Аллах субхану тааля вели тој што го тој што му се покори на пратеникот салаллаху алейхи селем, му се има покорен и на Аллах субхану. Тој што го почитуваат него, имаат почитување и на Аллах субхану тааля. Тој што не го почитуваат пратеникот салаллаху алейхи селем, не му имаат правено почит и на Аллах субхану тааля. И петтото е обавеза од неговите исто што имаме обавези и права што ги има пратеникот салаллаху алейхи ва селем, да се почитува и да се прослави. Се почитува и да се прослави. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем, кога му вели на некого да се прослави, каква прослава мислите? Каква прослава мислите вие прво? Да ме прашам овде. Дојме кај гробот негов, да правиме сежда, да го обожаваме? Што? Да бараме опрост од него? Шефаат од него? Сега, додека сме живи, додека тој е мртов, ние живи. Дојме кај гробот негов, тоа е прослава? Да правиме мевлуд? Што е прослава? Да се следи неговиот сунет и да се сака повеќе од све. Аллах субхану ва тааля велит, овие се доказите, велит: "Литу'мину биллахи ва расулихи ва ту'аззируху ва туваққируху." Аллах субхану ва тааля велит: во Аллах и неговиот пратеник да верувате и да го почитувате. Така велит Аллах субханаху ва тааля. Исто во Куран велит: "Фаллазина аману бихи", тие што веруваат во него. Во кого? На пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Ва аззаруху ва насаруху, и го почитувае и му помагае. Ваттаба'у ан-нура алладhi унзила ма'ah, и го следет светлината што му се имат објавено на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Аллах субхану ва тааля овде го нарекуваат и му дават име на Куранот светлина. Кој сака да му се свети душата, кој сака да му се свети патот во овој дуњалук и да му се свети и гробот пред да ојд во судниот ден, да му се свети животот во гроб, треба да го следи овој Куран. Затоа Аллах субхану ва тааля го има спомнато светлина овој Куран. Да ти се свети душата, да ти се свети гробот, да ти се свети и ахиретот, судниот ден, да ти се да ти се дава светлина кога ќе преминуваш преку мостот на сиратот. Тој што ќе го следи Куранот ќе има светлина во све. Аллах субхану ва тааля велит: "Улаика хумул муфлихун", тие се навистина спасени. Они што го почитуваат на пратеникот салаллаху алейхи му веруваат него. Зашто не вели наџиху? Што имат некој просперитет или успех. Зашто вели тие се успешни? Него тие се спасени. Ај размислувај сега. Имат разлика измеѓу двете овие зборови. Аллах субхану ва тааля не го спомвит успехот во Куранот, освен спасот. Имате најдено негде во Куранот Аллах субхану ва тааля вели наџаху, муфлих, секогаш вели спасени, што ќе бидат спасени. Ти го крена раката? Дека ти не можеш да го заслужиш тоа. Туку тој од рахметот Аллах дека те спаси. Добро. И второто е со успех. Успех некогаш може да имаш, некогаш може да немаш успех. Тамам? Успех може во некоја работа некогаш да имаш, а некогаш да немаш. И Аллах со овој збор сака да ти каже дека навистина секогаш си спасен. Секогаш имаш успех. Кој му веруваат. Нема да овде некогаш ќе имаш успех, нема да немаш успех. Секогаш си навистина си спасен, секогаш. Ова е, значи ова што се земвите од ајетот. Затоа Аллах субхану ва тааля ги соедини со овој ајет помеѓу иманот, верувањето на
на пратеникот салаллаху алейхи ве селем и почитот према нему. Зашто? وفي هذا تنبيه على أن من الإيمان به تعزيره وتوقيره. Во овој имат предупредување. Allah subhanahu wa ta'ala велит дека верувањето е од верувањето да го почитуваш пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Дел од иманот. Почитот према пратеникот салаллаху алейхи ве селем дел од иманот. После велит Allah subhanahu wa ta'ala, има спомнено неколку ајети во Куранот кај што го спомнет овој хак, ова право што го има пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Велит Allah subhanahu wa ta'ala, велит لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Велит Allah subhanahu wa ta'ala, немојте, не правете го довикувањето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем помеѓу вас како довикувањето кое вие едни со други го правите. Види? Така вели Allah subhanahu wa ta'ala. Што сака да ни кажи со овој ајет? Ко коментираат коментаторите на Куранот, Абдуррахман ес-Сеъди велит: "Ей ла тадж'алу дуа'a ир-расули ијакум ва дуа'укум лаху ка дуа'i ба'дикум ба'да." Ей, немојте да го направите исто довикувањето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога тој ве довикува вас. Исто како вие што се довикувате едниот со други. Што ни каже вели? Бел ида да'акум фа'аджибуху вуджубан. Тој кога ќе ви повикува од вас, задолжително и обавеза е да ојте да се озвиете кај него. Задолжително, не е исто како го повикувам јас на Хамза сега. Хамза дојде овде, не е исто. Има задолжително и покорен треба да дојдеш кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Ова додека бе жив, додека беше жив пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Ова имаме неколку примери како Allah subhanahu wa ta'ala ги поучит асхабите додека беше жив пратеникот салаллаху алейхи ве селем како да го послушае, како да оде кај него покорни. Ние сега што? Ние да одиме покорни према неговите наредби, хадиси на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Тоа е истиот почит го имат додека беше жив и сега додека е мртов, затоа што наредбите негови останати се кај нас. Велит: وَإِذَا دَعَوْتُمُوهُ فَوَقِّرُوهُ وَادْعُوهُ بِمَا شَرَّفَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ كَأَنْ تَقُولُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Велит, и кога ќе го повикувате на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, повикувајте го со честа, што Allah subhanahu wa ta'ala му има даено него со посланството. Или да велиш ја небија Allah или ја Расул Allah. Не да велиш ја Мухаммед, додека беше жив. Не да го повикуваат никогаш ја Мухаммед, него да му велат ја небија Allah или ја Расул Allah. Овој почит додека беше жив пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Исто Allah велит во сура Хуџурат: "Ја ејуҳаллазина аману لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون." Велит Allah subhanahu wa ta'ala: не кревајте го гласот над гласот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем додека беше жив. Исто важи и ден денеска додека тој мртов. Не смеш да го креваш гласот над наредбите негови. Не смеш да го креваш гласот над наредбите на Allah subhanahu wa ta'ala и наредбите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. И велит, не разговарајте гласно со него. Како што разговарате гласно едни со други, да не ви бидат уништени вашите дела, а вие не обележите за тоа. Или пак не осетвите, како ви се уништат вашите дела. Замисли, некој мој со
шегување, да се прави некоја шега или да се шали со Аллаховите наредби, а не осети дека мојот иман да му бегат скроз. Целиот иман, иако клањат, иако постит, иако дава садака и зекат и све. Една шала, едно шегување со Аллаховите наредби и наредбите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, верата ти се бриши. Цело. Значи не останеш муслиман, ич. Уопшто. Така вели Аллах, не вели не. Вели ќе ви се уништат вашите дела, а вие не осетвите ич. Дека се уништени. Ти мисли дека одиш на џамија 5 вакти. Ха? Како тие што ги негираат некои ајети од Куранот. Зашто неговиот мозок немојт да го фати то. Немој да го сфати то и го негираат. Тоа што Аллах субхана ва има дозволено во Куран, мора да го земи за дозволено. Тоа што има забрането, мора да го земи за забрането. Ако традицијата не е прифатит ово, традицијата е под Куранот и под Сунетот. На пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Никој не ти вели ти, ако не ти е обавезно тоа нештото да го правиш. Не ти е обавезно. Аллах субхана не го има правено обавезно да го правиш тоа. Ама обавезно ти е да му веруваш на тоа. Видиш? Имаат некои обавези во Куранот, некои наредби во Куранот или некои ајети, што не е обавезно да го правиш. Како? Да го спомнам или да не го спомнам? Да го спомнам? Како што е дозволено, например, муслиманот да се женит со кого? Не повеќе од едно, тоа секого, да. Некој овие што ги негираат некои ајети, како му е то. Со брачеда му, од стрикот, например. Овој не ти е обавезно да го правиш. Никој не ти вели, прај го. Зашто? Нека, почитувај го традицијата, никој не ти вели земја, Ама Куранот ти дозволува, мора да му веруваш, дозволено е, дозволено да, ама не ти велам оди прај го, зашто обавеза ти е, Куранот ти вели, обавезно жени се со нејзе. Малце жени имат, во муалата, имат полно. Во државата уште повеќе, во другите држави уште повеќе. Не ти е обавезно да ја жениш нејзе. Ама дозволено? Да, дозволено зашто Аллах субхана тааля така велит во Куранот. Значи тоа е јасно до тука. Сега како беше почетот додека како треба да е почетот иако е пратеникот салаллаху алейхи ве селем мртов. Го пренесет равал Бухарију, пренесет имам Бухари рахимахуллаху таала дека Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху еден ден во џамијата на пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги сретнал двајца и го има екреја на тоа гласот многу во џамија натре. Значи умре пратеникот салаллаху алейхи ве селем. И ги виде Омер и му рече на еден од асхабите, значи не го крена гласот. Види, му рече на еден од асхабите и повикај ги тие оние двајца таму што го има кренато гласот. И дојде тие. Му рече мина ентума. Од кај сте вие двајца? Не се брзаше, чекај да знаат прво кој се, од Медина се или од некој друг град, не знаат можда. Тие рекоа од Таиф се. Че да бевте од Медина, ке имавме друг муабет, рече со вие двајца. Го кревајте гласот овде, на кај џамијата на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, натре. Не се креват овде глас. Овој почит треба да се почитува. И до денеска овој почит можеш да го гледаш, знаеш каде? Срамно е кога ние таму го креваме гласот, а оние што чистат во џамијата на пратеникот салаллаху алейхи ве селем познаени се во ова меселе од нас. Да ги гледаш ними, кога се повикуваат едниот со другиот, вака му прави. Не му викаат со име. Или со глас, вака. Вака се повикуваат едниот со другиот, вака. И тој се врти. Не сака да го креват гласот во џамијата на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Тој што чисти. Што ти се мислиш алим за него. Го гледаш него со зелена облека, го понижвиш можда. И тој го почитуваат на пратеникот салаллаху алейхи ве селем повеќе од тебе и од мене. Знаеш? Да бевте рече од Медина, ќе ви кажев јас како се креват гласот, овде.
La uđa'tukum darban. Ќе ве тепав рече. Силно. Така велит Омер ибн Хаттаб. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس شأنا في هذا الحق. Ashabите na pratjenikot sallallahu alaihi wasallam bile vo najvisok stepen za ova pravo, što go počitува na pratjenikot sallallahu alaihi wasallam. Zato velit koga lama arsalet Qurayshun Urwatu ibn Mas'ud. Koga Kurejšite go prate na Urwatu ibn Mas'ud. Kade? Kaj poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Da pravi dogovor, ova druga tema. Velit wa ra'a sani'a ashabihi ma'ahu. I vide kako se ponašaje ashabite со пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Тој се почуди. Кога се вратил кај мушриците, знаеш што рече? Види што рече. Еј qaum. Еј народе. Wallahi laqad wafidtu 'ala al-muluki. Velit имам одено кај различни царови. Што биле царови. Не царови на арапите, него царови на големи држави, империи големи во тогашно време. Велит ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. И сум појден, велит, кај Кајсар, вели кај Кисра. Овие се две империи големи, Бизанти и оние римска држава. Во Неджаши, Етиопија. Велит, и тој беше цар во тогашно време. Wallahi in ra'aytum malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabi Muhammadin Muhammada. Никогаш немам видено кај ними некој да ги величи, да му прави величење ними или да го прослави некој од ними, на неговиот цар, како што го има видено кај асхабите на Мухамед салаллаху алейхи ва салем, почитот према него. Види што велит? Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Додека пратеникот салаллаху алейхи ва салем велит Мухамед ако плукаше, да му идеше за плукање некогаш, и да плукаше одма на рацете на некој од ними, не оставај плуканката да му падне долу, на земја, на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Овој ти е почит. Велит, види што велит после. فدلك بها وجهه وجلده. И со то велит му прави на лицето негово и бришеше и на кожата негова, на телото. Тие царовите нивни не сака да ги гледа. Тие со присилни бе за да седе тука, не дека ги сакае. Да не му даваше тој плата и ќе гледаше колку, да немаше тој сила и да не се плаше дека ќе го убиет, со други војници никогаш не може да седи тука или да војуваат за него. Зато тие губе. Зато тие губе во војни. Зашто како велеше Халид ибн Валид, кога одеше кај овие империите, ви имам дојдено со една војска што сака смртта, како што вие го сакате животот. Ова војска не се победвит. Нема шанси. Немат кај него, во неговото срце, чест овој дуњалот. Немат. Никаква вредност немат. Така биле асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. После велит: "Ва иза амарахум ибтадару амраху." Ако на некого, ако наредуваше за нешто, велит, трчај, кој побрзо да го прави. Не да се мислат. Ако наредуваше нешто, трчај, ибтадару амраху. Велит: "Ва иза тавадда'a каду яқтатилуна ала ваду'ihi." Ако требеше посланикот салаллаху алейхи ва салем да земи абдест, велит, за малце ги гледав ќе се убие кој да му носи водата да земи абдест. Ќе се убие кој да му прави, да му служи на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. То ти е љубов. Велит, види сега продолжи. Wa idha takallama khafadu aswatahum indahu. Кога зборуваше, гласовите нивни ги спуште, не ги кревај. Кога зборуваше пратеникот салаллаху алейхи ва салем, гласовите нивни, тишина, чуте одма. Велит: "Вама яхуддуна илейхи النظر تعظيما له
и никогаш не го гледај на пратеникот салаллаху алейхи ве селем директно во очи. За како преслава за него. Никогаш не го гледај во очи. Секогаш кога зборува асхабите вака го ја држе главата. Понижни према пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Гласот нема шанси, главата не игревај. Тоа беше едебот и тоа беше љубовта према пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Затоа вели Усама ибн Шарик قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. Вели дојдов кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем, а неговите асхаби кога зборуваше тој како над нивните глави да имаше птица. Не мора да знаеш птицата, ако ти застанува овде над глава, како ја држиш ти главата? Ха? Како? Како понижна вака да не бегат, да не се плашит птицата па да летат. Така ги држи тие главите кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Ова беше додека беше жив. Како треба да бреди почитот према пратеникот салаллаху алейхи ве селем додека сега тој е мртов. Велит وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. Почитот и прославата према пратеникот салаллаху алейхи ве селем после смртта негова треба да биде вели со срце, со јазик и со делата од телото. Со делата од телото. Ама та'зимуху бил qalb, прославата и величенството негово со срце, како? Велит би'тиqad аннаху абдуллахи ва расулихи. Со срце да веруваш дека тој е Аллахов роб и пратеникот негов. Ва тaqdim махаббатихи ала кулли ахад. И да го засакаш него, да му даваш предност на љубовта према пратеникот салаллаху пред љубовта на секој друг. После велит вал икthar min dhikrihi, сега да ти кажам. Вал икthar min dhikrihi. Што повеќе да го спомниш него. Некога седнеш на некоја маса Меси, Роналдо, Мухаммед салаллаху алейхи ве селем рекол, Мухаммед салаллаху алейхи ве селем рекол, Мухаммед салаллаху алейхи ве селем кажал, рекол, направил. Научи ги децата твои да го сакаат него повеќе. Како да го сакаат? Кој беше тој? Каква историја имаше тој? Биографијата негова, за да биде како ними, не да му кажеш, ајде да гледаме фудбал. Ајде да седнеме да гледаме фудбал. Добро, ќе гледат фудбал. Што ќе земите од ними? Што ќе земите од ними? Секој лошо ќе го земите од ними. Ќе слушат тука харам, ќе слушат музика, ќе гледат харам, облеката нивна. Тие што играат, тие што седне тука. Мешање измеѓу мажи и жени. И тој мисли дека така треба, тој е живот. Тоа е живот. После велит, има многу да зборови тоа. После шаар хейбетихи. И да чувствуваш неговата чест. Да имаш чест према него, да чувствуваш натре, во срце. Не само да кажеш со уста, него да чувствуваш, натре да имаш чувства за тоа. После велит за неговата висока положба. Да чувствуваш натре неговата висока положба во народот. И во уметот цел, не само ден денеска, него целиот умет, целиот народ, целиот свет, од кај Адем алейхиссалам до кај последниот човек што ќе дојде, ваков човек нема видено ова земја. Како Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Ва ама та'зимуху бил лисан, неговата прослава со што? Со јазик. Велит бис санаи алейхи, да го пофалиш него. Кога ќе седиш, да го пофалиш него, не да се пофалиш, јас сум од ваква фамилија, од таква фамилија, моите дедо направи вака, таткото мој. Некој не вели да не ги спомниш ними, ако се бидени за спомнење, добри. Ама пара, спомни го, оне што ти е модел, што ти е база на добрината.
Пратеникот салаллаху алейхи ве селлем min гајри гулуин вала тaqsir, без да претервиш и без да останеш нешто настрана за него. Кога го пофалиш. Велит, wa nashri sunnetihi, и да го прошириш неговиот сунет. Не да се плашиш, да се криеш. Нека си од ехле сунне во джема, да те мислат малте таму, малте ваму. Немат малте таму, малте ваму, или таму, или ваму. Така кај. А ние што велиме дека сме од суннетот, немат и таму и ваму. Или во суннет, или во бидат. Немат мешано. Телбисуна al-haqqa bil-batil. Сакате да го да го облечите, да му дадете облека, на вистината, невистината. Сакате да ги облечите, да му ставите како облека на невистината, вистината. Немојте. Тоа што не е вистина, не е вистина. Тоа што е вистина, е вистина. Немој да бидите. Нема да го исполниш иманот додека страфот од луѓето да ти излегви од срце. Да ти излегви. Немој да те наштети тоа што Аллах има напишано за тебе. Хадисот. Често пати го имам спомнато. Некој сакат да е, ама да не ме гледај таму, бради ова она, бради ова она? Да не ме ставај во црна листа? Ево добро, црна листа нема да те стават можда овда, мадам што си ставен. И да не идеш ставен си во црна листа, зашто тие нема да те сакаат додека да бидеш како ними, така вели Аллах во Куран. Лан тарда анка al-јахуду ва an-насара хатта таттаби'a миллетахум. Нема со тебе да бидат задоволните кои? Јаудиите и христијаните додека ти да бидеш како ними. Тогаш, иначе покри се колку сакаш, бричи се колку сакаш, пушти ги панталоните колку сакаш, нема да те сакае тебе. Тебе повеќе да те сакае него од нас. Зашто ти вели ти си мунафик? Ти си мунафик вели. Зашто? Од тебе треба повеќе да се чувам него од овие. Зашто овие кажуве што имат во срце, ти не кажеш. Ти не знаеме, те мислиме со нас, а не си со нас. Со ни мисли, кој е поопасен? Тие или ние? Кажувај се, не плаши се од никого освен од Аллах, субханаху ва та'ала. Да, зашто. وأما تعظيمه بالجوارح, прославата негова со што? Со делата од телото. Како? فبالعمل بشريعته والتأسي بسنته. Да работуваш со неговиот закон. Кој е неговиот закон? Аллаховиот закон, шеријатот негов во све. Кај што можеш? Треба да работиш со Аллаховиот закон и да го следиш неговиот суннет, вал ахди би адабихи, и да ги земиш едепот, ахлакот од пратеникот салаллаху алейхи ве селем и од суннетот негов. Таков треба да биде верникот. После велит wa nusrati sunnatihi wa ad-difa'i anha, и да му помагаш на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, да му помагаш, не да се криеш. Да му помагаш на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем и што? Од-дифа'i анха, и да го браниш овој суннет. Да го браниш. Колку што можеш, со тоа што можеш. Со јазик, со твоето понашање добро према родителите, према комшиите, према оние што ти се ближни, родбинските вези да ги чуваш, да го клањаш намазот како што го клањаше пратеникот салаллаху алейхи ве селем, да не оговараш, да јадиш со десна рака, не со лева, да не се смееш на пат со глас, како не му личи на еден верник, на еден што го следи суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. На пат да се смее вака, не личи. Не личи. Колку треба да се внимаваме во вакви работи, не да пешачиме сред улица. Не да му сметаме на некој кога се паркираме тука, било то со точак, било то со кола.
И така, овој ти е да ја чуваш. Ако некој го вреđат на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, да му излегнеш, да го браниш со тоа што можеш. Суннетот ако иде некој става шубухати, некој сомнежи во суннетот да го браниш. Затоа ова знаење се земвит. Не се земвит ова знаење да се пишуваат и толку да остане на тетрадка, не да останете овде. Та тетрадка ќе остане тука. Тоа е за да го што да му правиш? Да го повторуваш тоа знаење. Ама овде треба да влезе. Не кога те прашам кои се условите, ла иляха илlallah, да ја бараш во тетрадка. Чекај да видиме што вели тетрадката, не. Што вели главата и срцето. Дали се влезени овде или не се влезени? Ова што должам јас, ова е фаваид. Овие се придобивки што должам. Главните работи треба да овде да ја памтиш главните работи. А придобивките овие колку што можеш да пишеш, пишувај. Ама машаллах сите памтите. Бухарија и Муслим. Тирмизи, Абу Дауд, Нисаи, Ибн Маџа, сите сте такви. Не треба, вие напишите фаваид, разбираш? Уште имаме пола сат закшам. Ајде, бисмилlah. Нема уште малце имаме. Нема уште малце. Не, имаме уште малце. Овие, вие што сте онлайн, сеите уште малце, правите сабор. Велит, وبال جملة فالتعظيم النافع. Велит, воопшто сега, велит, корисниот, кој е корисниот почит. Huwa tasdiquhu fima akhbar. Да му веруваш во све што имат пренесено. Имат кажано, таатуху фима амар, и да го почитуваш во све што има наредувано. Wa tarki ma naha anhu wa zajar, и да оставиш све што има забрането. Wa la yu'bad Allahu illa bima shara. И да не се обожават Allah субхану ва таала освен како тој го имат обожавано. Имат правено легален ибадет. Легален ибадет. Имат нелегални, имат легални ибадети. Легалниот ибадет да го земиш. А тоа ќе го земиш со вистинските докази што се пренесуваат. Нешто тие што нема никаков сенет. Кога слушнав еден суфија, еден леле, ќе падна во смеење, кога слушнав. Дека кога Омер ибн Хатаб или Абу Бекр, мислам, зборуваше за Абу Бекр или за Омар, не ми текви точно. Кога умре, велит вака, ќе ме носите, велит, пред која собата на пратеникот салаллаху, пред гробот негов. И ќе го прашвите, велит, на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Дали сакаш Абу Бекр или Омар, кој беше, не знам, сакаш да го копаме овде, да го закопаме овде, или не сакаш? И ќе ви дајте одговор. Како ќе ни дајте одговор? Ќе ви зборви, рече. Ќе се отвори тоа собата и ќе ви зборви, рече, ќе ви рече сакам или не сакам. Замисли какви приказни кажвет кај народот. Тој го во худба кажвет. Во худба кажвет. Кај се овие без сенеди овој? Затоа како рече Абдуллах ибн Мубарак, на хада al-isnad min ad-din. Овој ланец што се пренесви верата со ланец е од верата, вели. Зашто ќе дојде после секој ќе каже нешто, ќе вели ова она, ја како што иде. Ти каже, ќе го прашувате на пратеник, оте пратеник, не осите мене таму пред неговата куќа и прашете го, ќе ви одговори. Ќе излезе раката. Некој вели, овие што шетаат раката на пратеникот салаллаху алейхи ве селем излеголга, на овие големите суфии. Ги се поздраве тие со пратеникот салаллаху алейхи ве селем, излезе раката од гроб. Надре само со овие се приказни. Овие здравиот мозок немој да му веруваат. Ама тие ги исполнет луѓето со вакви приказни, зашто луѓето претежно немој да сумниш кај ними дека не го сакаат на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Тие го сакаат на пратеникот. Секој да излеги еден најслаб муслиман да му речеш ќе ти рече го сакам.
Не бъд муслиман да вели не го сакам пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Да го праши дали го сакаш Мухамед салаллаху алейхи ve sellem, ќе рече секој ќе рече го сака. Ама ако ги исполни со вакви филозофии, со вакви приказни, и ти остане добро, јас си го сакам пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, ништо не треба да правам. Ова не ти е вера. Овие ти се приказни. Allah da ne upadi. Posle velit. Kale Šejhul Islam ibn Tejmija, rahimahullah, ovde se ga spomnim сега nekako primeri, ne ashabite, nego pokasno. Učenjacite pokasno, pred 100 години, после 100 години, према пратеникот салаллаху алейхи ve sellem скоро. Како кога се спомнеше пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, како почит имаше кај ними. Види сега, го спомни شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أشار لقصة عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض وهو го спомна една لقصة عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض една случка од имам Малик го пренес вид قاضي عياض. И велит, кога зборува за ова велит, светоста, дека пратеникот салаллаху алейхи ve sellem има е светен човек, додека беше жив и ова е светен, му остане ти ако е мртав. Не значи тоа да го обожаваш него во гроб, него имат светост. Тој велит, بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم. Велит светоста према пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, светоста негова остан вид, велит после смртта негова и почитот остан вид. Велит и ова ти е обавеза, велит. Кема кана халя хајати, како што додека беше жив. Овој почит, исто почитот остан вид и после смртта на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. وكذلك عند ذكره. И почит трепет кога се спомнет. Тој велит وعند سماع حديثه. И кога го слушаш хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني. Вели се сповед дека имам Малик се прашал за أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. Вели ако ви зборувам за некого, велит да знаете дека أيوب السختياني е подобар од секој од оние што ви имам спомнато до сега. Имам Малик рахимуллах велит за кого? За أيوب السختياني. Зашто? Ќе спомни сега. قال وحج حجتين. Велит направи два пати отишол во хаџ. أيوب السختياني велит فكنت أرمقه. Велит го пратев. فلا أسمع منه. Не слушав, велит, од него, освен кога се спомнил пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, толку плачел, велит, што го помилував. Толку плачел кога се спомнил пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. Велит, кога видов од него како го почитуваше на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, почнав да пишам од него. од него. Велит, وقال مصعب بن عبد الله. Велит مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. Велит, кога беше имам Малик, кога се спомнеше пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, му се сменвеше бојата на лицето. Се сменвеше бојата на лицето. Значи пожолтел. Велит, وينحني. И велит почнеше да се клони. Така? Како да се собери. Велит حتى يصعب ذلك على جلسائه. Додека му идеше тешко тоа кога го видее така на таков начин, оние што беа седнати околу него. فقيل له يوما في ذلك فقال. И еден ден му рекоe за тоа. Зашто го правиш ово? Рече لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. Ако вие го гледавте тоа што го имам гледано јас, велит, немате да го негиравте ова што го гледате од мене. Не може да видите тешко, велит, ова што имам гледано, сега ќе кажу што имам гледано тој. Имам Малик рахимахуллаху таала. لقد كنت أرى محمد ابن المنكدر. Велит, го гледав на Мухаммед ибн المنكدر. И овој беше, кој беше овој? Сајидул Курра.
Sejidul Qurra. سيد القراء لا نكاد نسأل عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. Velit, ne se prashveshe za nekoj hadis. Muhammed ibn al-Munkedir, toliko plačeše, velit, počeše da plačit, dodeka mu se pomiluvavme. Ne može da продолжит до крај. Hadisот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Го гледате денеска едно дете мало, една жена и секој човек кој рекол посланик, со другор да рекол, од школа некој другарски. Цела вечер го губет со дебата, рекол пратеникот, не рекол пратеник, со нервоза, со ова. Така биле селефите, гледаш како биле. Се спомнувал пратеникот салаллаху алейхи плаче, не може да го исполнет хадисот до крај. Велит: "Валакад кунту ара Џафар ибн Мухаммед." Велит, го гледав на Џафар ибн Мухаммед. И овој беше со човек што се шегуваше и се смееше често, велит. А види сега, велит. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. Кога се спомнеше кај него пратеникот салаллаху алейхи ва салем, пожолтеше целиот, бојата пожолтеше, велит, во лицето. Ова треба да видиме ние. А не да го земиме хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Го имам хадис. Пратеникот има речено во хадис, така лесно, само да спомниш хадиси. Не, гледај што велит. Ма раајту юхаддису ан Расулиллахи салаллаху алейхи ва салем илла ала тахаратин. Него има видено, велит, да зборвит некој хадис за пратеникот салаллаху алейхи ва салем освен чист со абдес, секогаш. Кој од нас го прави тоа? Немаш ни абдес ни ништо. Мухамед салаллаху алейхи ва салем, пратеникот салаллаху алейхи ва салем има речено илла ала та. Ова ти едеб. Не дека е забрането, не е забрането, едеб. Почит према пратеникот салаллаху алейхи ва салем. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على 3 خصال. Велит, со него се имам мешано долго време, велит. Се имам дружено со него долго време. Со кого? Со Џафар ибн Мухаммед. Велит, кај него имаше 3 карактеристики. 3 карактеристики. 3 принципи кај него. Што се цврсто се држеше за ними. Велит, има мусалиен. Велит, или клањаше, го гледав да клањат. Ва има самитан, или чутеше, велит. Ва има јакраул Кур'ан, или читаше Кур'ан. Овие 3. Има мусалиен, има самитан, ва има јакраул Кур'ан. Или клањал, или чутел, или читал Кур'ан. Вака треба да си. А не да губиш време, цело време, дебати во Фейсбук. Рекол, да најдам некој видео, за да му вратам на еден што имам правено дебата. Цела вечер бараш што има речено фулан алим. Шејтанот ти го земви цело време. Зашто? За да уговараш. Да се правиш себе на фитна. Да ја зголемиш фитната. Ова не ти е знаење. Наместо да го правиш тоа, прави ги овие 3. Има мусалиен, ва има самитан, ва има јакраул Кур'ан. Или да клањаш, или да чутиш. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Ама не има корист, не зборви. Не зборви. Не значи секогаш да излегуваш ти да победиш во дебата. Не морат. Не морат. Иако те вреđаат, нека те вреđаат. Ти кажи си ја вистината и готово. Еден хадис на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Што треба да наложиш? Ти рекол го пцул, не го пцул. Дебатите на Фейсбук, кој гледаш 100 коменти, 200, 300, за се, за нешто ништо, без веза. Без веза. Џом ти овие му помагаат на суннетот. Овие жал го имаат. Жал на Фейсбук ти го има жал на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Ти ке го чуваш. И што има тука? Полошо имаат вреđање на учењаците, На големи учењаци, и ними ги клаваат тука, ги пикаат. Тие кутрите, некои умрени, ало да му се смилува, некои живи, ги пикнат и ними со во вакви дебати безвезни. И ними ги стават. После велит:
ولا يتكلم فيما لا يعنيه. И не зборуваше за нешто што не му беше во корист. Што не му интересираше. Никогаш не зборуваше. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. И беше од учењаците. Аузу биллахи минеш шейтанир раџим. Се спиеш. Беше од учењаците и оние што го обожаваја на Аллах субхану ва таала и му се плаше него. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم. Продолжам дерсот, зашто немате да имате дерс. Другата недела изгледат. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. Велит Абдурахман ибн Касим го спомнеше на посланикот салаллаху алейхи ва саллем ينظر إلى لونه كأنه نزف منه دم. Се гледаше во неговото лице, во бојата негова, како да има потечена крв. Како се прави нешто потече крв? Како се прави? Блед. Пожолти, така тој така се прави тие. Крвот супер му беше. Ама кога се спомнеше пратеникот салаллаху алейхи ва саллем како да немаше крв во лицето. Толку му се плаше на Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ جَفَّ لِسَانُهُ فِي فَمِهِ. И се сушеше јазикот, вели, во неговата уста. Кога требаше да збори за пратеникот, му се сушеше јазикот. Да видиш бе ти, Абдурахман ибн Касим денеска, што прават овие младите, не да му се суши, него вода му се има да прави, него спомене на Мохамед, земи копи пасте таму, во Гогле, шех Гогле. Мула Гогле. Пренесли. Так, коп, него има читано до крај. И тој не го има читано. Го земви само, так, го пренесли. Кратено ваму, кратено таму, кај му пасират, го гледат убо, го читат негде го читат убо, да гледат да не му е против него, и го сети тоа што му фалит. Не овој. Велит, ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير. Велит, имам Малик овде зборвит. Цело ова имам Малик го пренесвит. Велит, одев кај Амир ибн Абдуллах ибн Зубейр. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. Кога се спомнеше кај него пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, плачеше додека не му остануваше солзи во очите. Солзи во очите, не му остануваше. Ова ти е љубов према пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Сега зборувам за неговиот шејх, ولقد رأيت الزهري. Велит го имам видено на имам Зухри, рахимахуллаху таала. И тој бев близок со него. Многу близок беше имам Малик со имам Зухри. Многу одеше кај него често. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. Кога се спомнеше кај него пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, како да не те познаваше, како да не те познаваше никогаш, и ти како да не го имаш познавано него некогаш. Ова е чест и љубов и почит према пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Велит, одев кај Сафуан ибн Сулейм и со ова завршит. وكان من المتعبدين المجتهدين. И беше од оние што го обожаваја на Аллах субханаху ва таала. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, кога се спомнеше пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, толку плачеше и продолжуваше да плаче додека стануваа луѓето од кај него и го оставаа, тој така плачеше, не може да го продолжи хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Аллах да не прави до оние од кога знам. Од оние што го почитуваме на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем со срца, со јазик и со делови од телото. Како да е кај нас. Не како да е во Медина. Да го следиме неговиот суннет.